Почитувани гледачи, добре дојдовте во новата Културама, минути за кои ги издвојуваме за културата, најважните, најинтересните информации од областа на културата од кај нас и од светот. Почнуваме со домашните информации. Вчера во Скопје се одржаа неколку културни настани, од кои што издвојуваме само неколку во интерес на времето. Почнуваме со наградата Мостови на Струга, која што за дебитантска книга се доделува од страна на Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО. Годинашниот добитник на Мостови на Струга му е доделена на Горан Чолакходжич од Хрватска за книгата На крајот таа градина. Во образложението за тоа зошто токму нему му се доделува наградата стои дека ова дело содржи зрели песни кои навестуваат творечка појава која ќе биде неодминлива и во хрватската литература, но и во светската поезија. Задолжените за конкурсот информираа дека годинава на конкурсот пристигнале 20 книги од 16 земји, а од управниот одбор и дирекцијата на Струшките вечери констатирале дека пристигнатите книги се со исклучителен квалитет, што е секако на огромно задоволство на читачката публика и дека конкуренцијата за наградата за 2017 година е на високо ниво. Еве ги изјавите од Славе Ѓургодимовски, секако од директорот на Струшките вечери на поезијата. Управниот одбор на Струшките вечери на поезијата едногласно ја донесе следната одлука. Наградата Мостови на Струга, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО, да му се додели на Горан Чолакходжич од Хрватска за книгата На крајот таа градина. Образложение. Наградата Мостови на Струга за најдобра дебитантска книга ја доделуваат Струшките вечери на поезијата и УНЕСКО. Во изминатите години се избори за високо место меѓу поетските награди на светско ниво и стана една од најпосокуваните награди на поетите дебитанти, која широко им ги отвара пратомошните патишта на творечка афирмација. Тоа го покаже годинашниот интерес за неја и на адреса на СВП пристигна 20 книги од 16 земји. Управниот одбор и дирекцијата на Струшките вечери на поезијата констатираат дека пристигнатите книги се со исклучителен квалитет и дека конкуренцијата за наградата во 2017 година е на високо ниво. Поетската книга на Горан Чолакходжич е дебитанско ремек дело кој содржи зрели песни кои навестуваат творечка појава која ќе биде неодминлива и во хрватската литература, но и во светската поезија. Оваа книга ја одликува едно игриво пеење кое секогаш осликува некаква просторност. Секогаш го става лирскиот субјект во еден предел во кој човекот и природата се во судир, но и во согласие. Тој простор го чини градината, која е едно особено место, каде е оградена од градот и од архитектонско-урбанистички уредениот простор, постои природата, она што расте, што разлистува, цвета, живее, угинува, гние, бива спалена. И нема скоро ниту една песна во која нешто не расте, во која не се појавува некое растение, во која не е нешто поврзано или не никнало од земјата, или пак таа е обработувана. Во продолжение уште неколку информации за значајни награди. Наилинденка Петрушева, нашиот познат филмски критичар, публицист, советник, филмолог, промислувач и истражувач на историјата на македонската кинематографија од страна на Кинотеката на Македонија по повод Денот на кинотеката и беше доделено признанието Златен објектив, кое што се доделува за исклучителен придонес во македонската кинематографија. Станува збор за признание кое што им се доделува на поединци кои со своето професионално делување придонеле за развој на македонската кинематографија. И во продолжение уште зборуваме за уште неколку значајни награди кои што ги доби наш млад уметник, кој што е исклучително млад уметник, кој што навистина го воодушеви светот, меѓутоа не воодушеви и нас дома во Македонија. Вели дека пијано свири од своји 4 години, а сега има 14. Омилени композитори му се Шопен, Чајковски и Лист, а талентот го усовршува со вежбање по дури 12 часа на ден. Кога се подготвува за надпревари, целиот ден му е посветен секако на свирењето и на подготовките за надпреварите. 14 годишниот талентиран пијанист Арда Мустафоглу в периодов навистина освои неколку значајни први меѓународни награди, а вчера беше примен од министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, еве ги изјавите. Еден млад талент, успешен талент, музичар,
да се видам со него, искрено да му честитам за сите огромни успеси и сите први награди, морам да кажам, кои што ги доби на меѓународно ниво и оваа година, и минатата година, а тек следуваат и многу други надпревари меѓународни кои што ќе се реализираат оваа година. Сакав лично да му се заблагодарам пред се за неговиот талент кој што го поседува. Он свири на пијано. Има освоено оваа година голем број на први меѓународни награди, и тоа во Италија, во огромна конкуренција. Он и подетално ќе информира јавноста. Во Србија, еве вчера се има вратено од меѓународниот надпревар во Бугарија, каде што повторно ја освојува првата награда и се здобива со свој настап во Париз во Франција, кој што ќе се реализира оваа година. Ние како Министерство за култура навистина водиме сметка многу во поддршката на младите таленти, на успешните млади таленти, и даваме силна поддршка преку нашите годишни конкурси. Имаме соработка и со основното и средно училиште Илија Николовски Луј. Гор сум што го правам тоа што го сакам, иако има институција која што многу ме поддржува, тоа е Министерството за култура. Како што викат, имам освојувано многу награди. Први места, лични борса, пехари, како што гледате, и се разбира дека ми е чест да се запознам со нови луѓе, со елитно жири и да продолжам да го правам тоа што го сакам, односно да свирам на клавир. Вчера се вратив од Бугарија, да, тоа беше голем надпревар, каде што го освоив првото место, бев лауреат на надпреварот и освоив концерт имам во Париз. Во приложение информации од областа на културата, меѓутоа оние кои што ни доаѓаат од светот, поточно ќе зборуваме за уметноста. Почнуваме со уличната уметност. Првиот прилог кој што ќе го погледнеме се однесува на навистина оригиналните и интересни дела на Бенкси, уличниот уметник кој што и натаму успешно го крие својот идентитет. Уличната уметност на овој навистина познат, меѓутоа и истовремено и непознат уметник кој што го крие идентитетот е на продажба во Западен Холивуд. Неговите дела се продаваат за $100,000. Дел од изложбата се секако и дела на Енди Ворхол и дела на уличните уметници познати под заедничкото име Ретна. Повеќе од дузина дела од недостижниот британски графити уметник Бенкси се најдоа во колекција на улични и современи дела, кои се очекува да се продадат за повеќе од $800,000 на аукција што следниот месец ќе се одржи во Лос Анџелес. На прво место на аукцијата на современа уметност на улицата Джулиен е стаорец со чадор на Бенкси. Оригинален графит најден на метална врата во Берлин кој се очекува да се продаде за повеќе од $100,000. Овој графит го направил во 2003 година, кога шетал низ градот и создал повеќе од 30 дела. Вратата била од приватна зграда. Набрзо ја препознал колекционер и ја купил вратата од сопственикот на зградата. Од тогаш е во приватна колекција. Мора да имаме на ум дека е неверојатна реткост всушност да имате улично дело. Бенкси, кој натаму го крие својот идентитет, е познат по цртежи на згради кои представуваат иронични и провокативни општествени и политички коментари. Таков е и неговиот содзидан хотел, отворен во палестинскиот град Витлеем. Тој неодамна го отвори својот задзидан хотел, односно Волдорф хотел, кој е пародија на Волдорф Асторија. Особено сега во ова политичко време неговата уметност станува се позначајна и поскапо проценета заради политичката порака која ја носи во себе и ја пренесува многу директно. Највисоката цена за дело на Бенкси беше достигната во 2008-та. Тогаш, нека остане безпрекорен, се продаде за $1,8 милиони во Сотебис во Њујорк. Аукцијата ќе се одржи во Джулиенс во Западен Холивуд на 11 мај. Дел од неа ќе бидат и дела на Шепард Фейри, меѓу кои постерите на Обама кои се подпишани и од двајцата и се особено ретки. Изложени ќе бидат и дела на Енди Ворхол. Тука е Мик Джегер од 1975-та, дело кое е подпишано и од Джегер, и од Ролинг Стоунси, и од Ворхол.
Се проценува на 30 или 40.000 долари и е многу барано. Дел од аукцијата се и дела на неколку улични уметници кои се познати под името Ретна. Остануваме на тема врвни сликарски дела. Откако биле открадени пред 14 години, две бесценети слики од раниот период на Ван Гог повторно се изложени. За чудо на нив има само минимални оштетувања. Не се меѓу најпознатите, но се неверојатно важни бидејќи го прикажуваат раниот развој на мајсторот на постимпресионизмот. Две бесценети слики на Винсент Ван Гог беа откриени во музеот во Амстердам. Ова појавување во јавноста е прво по цели 14 години, откако биле украдени во мафијашки грабеж. За чудо, сликите се со минимални оштетувања. Делата Поглед кон море од Шевенинген од 1882 и Конгрегација ја напушта реформираната црква во Нуенен од 1884 се од период кој бил клучен за сликарскиот развој на мајсторот на постимпресионизмот. Овие две слики се од раниот период на Ван Гог, така што не се едни од неговите најпознати, но се особено значајни. Погледот на плажа во Шевенинген е едно од најраните дела на Ван Гог и за сега единствено кое го имаме во колекцијата која тој ја насликал во Хаг. Кога неа ја немаше, се појави огромна дупка. Другото дело е слика на црква во Нуенен, во близина на куќата на неговите родители, која насликал како подарок за неговата мајка. Веднаш откако италијанската полиција ги вратила назад, стручни лица ги процениле сликите на сума од 50 милиони евра. Биле откриени лани во септември во срцето на земјата на мафијата, поточно зад лажен зид во вила на Рафаеле Империјале, водач на група обвинета за меѓународна трговија со кокаин. Не знаеме што се случувало со нив во тие неколку години. Од сликата со погледот на плажа исчезна мал дел од горниот лев агол, но за среќа не оштетува сликата значително. Малата црква е воопшто неоштетена и двете ги загубиле своите рамки. Сликата со морски поглед е единствената од периодот на уметникот поминат во Хаг, каде се образувал. Другата ја прикажува црквата во која служел неговиот татко. Откако тој починал, Ван Гог на сликата доцртал фигури во црнина кои жалат во чест на неговиот татко. Сликата со морскиот поглед претрпела минимално оштетување бидејќи била истргана од незината рамка. Иако недостасува мал дел од долниот лев агол, сепак е вистинско чудо што сликите не се позначително оштетени во изминатите 14 години. Овде истекува времето определено за оваа културама. Со мене се гледате повторно во 10 часот и 30 минути. Повторно ќе имаме неколку интересни прилози кои што ќе ви го задржат вниманието. Ќе зборуваме за Ворхол, за Пикасо и секако за модерното селфи и историјата на селфито. Меѓутоа, тука е еден прилог кој што го подготви колешката Габи Додевска за тоа зашто Норвешка е рај за љубителите на книгите. Останете со програмата на телевизија Нова.